Добре дојдовте во Урбаните вести. Овој период од годината градоначалниците се актуелни со отчетите за сработеното во првата година од градоначалничкиот мандат. Денеска отчет за сработеното даде и градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски. Кои проекти се реализирани во оваа општина? Гледате веднаш по генералната најава. Останете со нас. Градоначалникот Александар Наумовски даде отчет за сработеното. 27 нови инвеститори ќе имаат можност да купат парцели во Чојлија. Град Скопје апелира да се пријавуваат огнови на отворено на 193. Нова сообраќајница и тунели за растеретување на метежот во Скопје. Во аеродром започна изградба на уште една зграда. Реализирани голем број проекти во првата година од градоначалничкиот мандат на градоначалникот на општина Ѓорче Петров. Изминатава година акцентот беше ставен на подобрување на инфраструктурата, а за следниот период најавени се проекти за зголемување на капацитетот на детските предучилишни установи. Една година по преземањето на градоначалничката функција, градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски денеска се пофали со голем број успешно реализирани проекти во областа на инфраструктурата, образованието, социјалната заштита, спортот и културата. Посебен акцент локалната власт изминатава година стави на подобрување на патната, водоводната и канализационата мрежа, при што, како што рече Наумовски, реконструирани се повеќе од 30 улици, а голем број семејства од Волково се приклучени на канализационата мрежа, додека пак многу наскоро се очекува да финишира и проектот за изградба на водоводна мрежа во Никиштани. Во годината наназад реконструирани се повеќе од 30 улици. Поставен е нов асфалт во должина од 29 километри, а опфативме со бекатон, патеки и помали улички во должина од 5 километри. Успеавме за кратко време, за голем број домаќинства, да обезбедиме фекална канализација, но и да поставиме атмосферска, онаму каде што имаше големи проблеми при силни врнежи. Во селото Никиштани веќе се поставува нова водоводна мрежа во вредност од околу 5 милиони денари. Проект што треба да финишира до крајот на годинава. Исто така, го реконструиравме и патот до крстот во село Кучково, а обезбедивме нов паркинг кај пазарчето и кружно движење на гробиштата во Ѓорче Петров. Со цел зголемување на безбедноста на граѓаните на општина Ѓорче Петров беше поставен семафор пред основното училиште Мирче Ацев, а поставени беа и околу 2000 нови улични светилки, кои, како што напомена Наумовски, на жителите им овозможија поголема безбедност при движењето низ општината во вечерните и ноќните часови. До сега променивме и поставивме приближно 2000 нови улични светилки. Во соработка со град Скопје, конечно беше поставен семафор пред основното училиште Мирче Ацев на критичната точка на улицата Борис Сарафов во ранешен 4 јули, со што значително е зголемена безбедноста во сообраќајот, особено кај децата, а во контекст на најмладите реконструиравме и над 20 детски и повеќе од 10 спортски рекреативни игралишта. Општина Ѓорче Петров изминатава година посветено работеше и на обезбедување поволни услови за најмладите жители, со тоа што обезбеди бесплатна ужинка за сите првоодделенци. Реконструирана е спортската сала во основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски, а во тек е и постапка за обезбедување на капацитети за децата од предучилишна возраст. Во тек е постапка за изградба на 3 нови занимални за проширување на градинката кај основното училиште Мирче Ацев, со капацитет на прием од 60 до 100 деца, а ангажиравме покрај согласностите за нови вработувања од страна на Министерството за труд и нови 13 неволгувателки кои се плаќаат од општината, воведоме и социјална патролна служба и организиравме неколку големи хуманитарни акции за помош на нашите сограѓани. Обезбедивме бесплатна ужинка за секое прваче и бесплатна еднодневна екскурзија за децата од оделенска настава. Вработивме 15 образовни асистенти за помош на лицата со хендикеп. Значително е подобрена и состојбата со урбаната опрема, а со голема финансиска помош е подпомогнат и спортот. За прв пат годинава беше организирана и културната манифестација Звуци на културата. За прв пат годинава Ѓорче Петров со манифестацијата Звуци на културата доби современ и модерен лик по европски примери. Исто така, прв пат општината спроведе проект во делот на енергетска ефикасност,
односно за промена на фасади и кровови на згради со 30% субвенции од страна на општината. Аплицирањето е се уште во тек. Со околу 4 милиони денари вкупно досега, значително помагавме за враќање на ФК Македонија Ѓорче Петров во првата лига и се уште финансиски му помагаме на клубот кој е наша гордост. Го стабилизираме ФК Волково, помогнаме за враќање на ракометот, поставивме над 10 нови клупи, чешми, корпи за отпадоци и огради на локации низ целата општина. Отворивме и истурена канцеларија како мини општина во Волково и земјоделска канцеларија во Новосело. Помеѓу позначајните проекти кои се најавени за следниот период, градоначалникот Наумовски го издвои проектот за враќање на старото корзо и изградбата на детската градинка во Волково. Поради големиот интерес од страна на инвеститорите за инвестирање во мултифункционалната зона Чоилија, општина Петровец донесе одлука да се прошири зоната за нови 30 хектари, со што ќе се овозможи продажба на 27 нови парцели. Во зоната Чоилија досега се продадени сите 77 парцели. Некои од објектите кои се изградија веќе функционираат. Дел се во завршна фаза, а дел во почетна фаза на градба. Продолжува изградбата на објекти во мултифункционалната зона Чоилија во општина Петровец, со што општината може да се пофали дека се смета за една од водечките општини по влез на домашни и странски инвеститори и дека се продадени сите 77 парцели во оваа зона. Во зоната е поставен камен темелник на нова инвестиција, Змај Комерц, а според зборовите на градоначалникот, само оваа година започната изградба на 8 инвестиции, а за следната година се очекува да започне изградбата на 20 нови објекти. Инвестициите кои треба да никнат во мултифункционалната зона Чоилија дополнително ќе придонесат за општина Петровец и за Република Македонија. Со изградбата на нови индустријски капацитети ќе се придонесе и за намалување на невработеноста, со што полека доаѓа период, како што рече градоначалникот, кога жителите на Петровец и околните места може да бираат каде ќе работат. Мултифункционалната зона Чоилија е целосно распродадена и сега на сите тие фирми што ги купија парцелите, буквално секој месец поставуваме по еден каментемелник. Оваа година поставиме 8 каментемелници во индустријската зона Чоилија и очекувам до година да поставиме некаде уште 20 нови каментемелници. Доаѓа на времето кога во општина Петровец значи нема да имаме проблем со вработување на луѓе кои сакаат, кои барат работа. Значи доаѓа времето кога жителите од општина Петровец и пошироко ќе почнат да бират на кои места сакаат да работат. Доминираат домашните инвеститори, но имаме и инвеститори од Италија, и од Албанија, и од Словенија, од Австрија, од Белгија, значи имаме и доста и странски инвеститори. Поради големиот интерес за инвестирање во оваа зона, општината реши да ја прошири зоната за нови 30 хектари, со што ќе се овозможи влез на уште 27 инвеститори. Градоначалникот Митевски рече дека планот е готов и предаден во Министерството за транспорт и врски, откаде се чека одобрување, а штом се одобри планот, веднаш ќе започне продажбата на новите 27 парцели во Чоилија. Индустријската зона се протега на површина од 195 хектари, а со проширувањето ќе биде на површина од 230 хектари. Лоцирана е на влезот на аеродромот во Скопје во непосредна близина на автопатот Е75 и на железничката пруга. Инвестирањето во оваа зона и незината изградба за општина Петровец значи можност за економски развој, отворање нови индустријски и други капацитети, како и можност за намалување на невработеноста, а од друга страна тоа значи изголемување на буџетот на општината. Во делот на инфраструктурата на индустријската зона Чоилија, општина Петровец ги тампонираше сите улици во зоната. Околу 90% е поставена водоводна мрежа, како и на 20% од зоната е поставена канализациона мрежа. Како што најави градоначалникот Митевски, оваа година општината ќе постави канализациона мрежа таму каде што ќе се градат новите објекти. Во зоната Чоилија доминираат домашните инвеститори, но се присутни и странските инвеститори од Турција, Словенија, Италија, Албанија, Белгија и Австрија. Продолжува минатогодишната кампања за пријавување огнови на отворено. Телефонскиот број на кој граѓаните може да ги пријават огновите се 193, а во кампањата ќе бидат вклучени и Црвениот крст и Сдруженијето на граѓани Љубезност, кои на бездомните лица кои најчесто палат огнови на отворено ќе им понудат сместување и топла облека.
Град Скопје ја продолжува кампањата за пријавување огнови на отворено во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Територијалната единица за противпожарна заштита, Црвениот крст и Сдруженијето на граѓани Љубезност. Мешани тимови и оваа година ќе работат секој ден 24 часа на борба против огновите на отворено. Граѓаните можат да ги пријавуваат сите случаи на палење огнови на бројот во кол-центарот на 193. Ова денеска го изјави портпаролот на град Скопје Валјон Салиху. Апелираме до сите граѓани, наместо пријавувањето на Facebook или други социјални мрежи, времето е да го искористат сите случаи на огнови на отворено да ги пријават на телефонскиот број 193. На тој начин екипите ќе можат да интервенираат навремено, а со тоа да се спречат евентуалните опасности во здравјето и имотот на нашите сограѓани. Дежурните екипи ќе ги процесираат сите пријави, огновите ќе бидат изгаснати, а доколку постои потреба од згрижување на лица кои ги палат огновите, ќе интервенираме во координација со Центарот за социјални работи во градот Скопје. Раководителот на секторот инспекторат на град Скопје Мирослав Богдановски изјави дека градските инспектори вршат засилени контроли на терен по однос на загадувањето на животната средина и досега се пронајдени и казнети поголем број прекршители на законот во Вардариште, Подкале и Ѓорче Петров. Инспекторатот на град Скопје со човечките ресурси со кои располага врши засилени контроли на територија на целиот град. Пронајдени се, казнети се повеќе прекршители на законот. Дежурствата се на така наречени црни точки што се во градот Вардариште, Подкалето, Ѓорче, кај што имаме граѓаните се жалат на загадувањето. Пронајдени се дел од сторителите, казнети се, засилените контроли и во иднина продолжуваат. Во однос на казните во октомври 2018 година, во однос на 2017 година имаме зголемување во 100-120% во однос на изречени казни. Минатата зима во рамки на истата кампања имало 438 јавувања. Се интервенирало на 334 огнови на отворено, а во 114 случаи излегол и комуналниот инспектор на градот. Со новото сообраќајно решение на град Скопје, односно проектот за изградба на тунелите под Кале и нов мост преку Вардар, од северниот до јужниот дел на градот ќе се стигнува за 10 минути. Градот го распиша тендерот за изработка на основниот проект и на измените и дополнувањата на проектот за инфраструктура на новата скопска сообраќајница. Градот Скопје започна постапката за реализација на проектот Тунели под Кале, кој вклучува изградба на нова сообраќајница која ќе ги поврзе општините Центар и Чаир, преку продолжување на булеварот Свети Климент Охридски со мост и вијадукт над реката Вардар и тунели под Скопското Кале кон Пластичарската улица. Распишан е тендерот за изработка на основниот проект и на измените и дополнувањата на проектот за инфраструктура на идната скопска сообраќајница. Со новото сообраќајно решение на град Скопје се предвидува од северниот до јужниот дел на главниот град да се стигнува за 10 минути и ќе се намали сообраќајниот метеж на мостот Гоце Делчев, каде дневно поминуваа до 90.000 возила. Целта на град Скопје е со овој проект да се поврзе булеварот Свети Климент Охридски со Пластичарска улица во Чаир. Булеварот ќе биде издигнат во висина од 6 до 9 метри. Потоа од зградата на владата на Република Македонија, сообраќајот ќе се одвива по нов мост преку реката Вардар кој ќе биде долг 173 метри, а широк 20 метри и ќе има 4 сообраќајни ленти. Мостот ќе продолжува како вијадукт долг 262 метри се до влезот во тунелот под Калето. Со реализацијата на овој проект, Скопје за прв пат ќе добие тунел долг 250 метри, а широк 20 метри. Од тунелот сообраќајот ќе продолжи на кружен тек издигнат 5 метри над Пластичарската улица. Ново незадоволство кај жителите на општина Аеродром. Во Реонски центар започна да се гради зграда на парцелата која уште во март годинава беше оградена. Од општината уште во април годинава информираа дека немаат ингеренции да ја спречат изградбата, затоа што одобрението за градба е издадено во 2016 година, а платени се и комуналиите.
Во Реонски центар во аеродром, на празната локација што требаше да биде наменета за паркинг, како што тврдат тамошните жители, сепак никнува зграда. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор не одстапува од намерата да изгради планираната зграда на последната слободна парцела меѓу веќе изградените згради во Реонски центар аеродром. Граѓаните бараат државата да се откаже од градба и слободната парцела да биде паркинг, но од акционерското друштво укажуваат дека тоа не им е исплатливо. Доколку не се пристапи кон градба на споменатиот стамбен објект, согласно утврдените рокови во споменатото одобрение, друштвото ќе се соочи со претрпување на значителна финансиска штета, изјави за Макфакс Кристијан Трајковски, директор на акционерското друштво. Тој нагласува дека изградбата на стамбениот објект во Реонски центар аеродром е согласно правосилното одобрение за градење од 9 ноември 2016 година, издадено од Општина аеродром согласно важечките прописи на постоечкиот детален урбанистички план донесен во јуни 2009 година. Од Општина аеродром пак, уште во април годинава, по низата реакции во јавноста, информираат дека одобрението за градба за таа локација е дадено на 9 ноември 2016 година, а комуналиите се платени пред тоа, и дека градоначалникот Златко Марин веќе остварил средба со граѓаните од овој дел на населбата и ги информирал дека самата општина нема ингеренции да ја стопира градбата. Значи, Општина аеродром не е инвеститор на таа зграда, АДСДП е, или поранешно ПУИК, стамбеното предпријатие инвеститор на таа зграда. Одобрението за градба е дадено пред скоро 2 години. Во 2016 година платени се комунали и тука веќе завршуваат ингеренциите на општината околу тој објект. Договор единствено може да направи предпријатието за стамбен и деловен простор заедно со инвеститорот што ја гради таа зграда. Градилиштето за оваа зграда беше оградено во март годинава, кога жителите од околните објекти уште еднаш ги активираа старите барања на парцелата да не се гради зграда, туку да се изгради паркинг. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски доби признание во знак на посебен придонес во развојот и популаризацијата на спортското стрелиштво од Македонската спортска стрелачка федерација. Георгиевски потенцираше дека ќе продолжат да ги поддржуваат младите талентирани спортисти кои бележат врвни резултати. Македонската спортска стрелачка федерација на градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски му додели плакета во знак на признание за посебен придонес во развојот и популаризацијата на спортското стрелаштво во Република Македонија. Од општина Газибаба истакнуваа дека соработката во изминатата година е одлична и имаат многу проекти кои заеднички се подготвуваат. Градоначалникот Георгиевски истакна дека неговата поддршка кон Стрелачката федерација, која оваа година одбележува 70 години од своето постоење, продолжува и понатаму. Тој потенцираше дека заедно ќе ги поддржат младите талентирани спортисти кои бележат врвни резултати во овој спорт, како и интернационалниот турнир Гранд При Скопје кој се одржува на стрелиштето Камник. Високите зони во аеродром повеќе нема да имаат проблем со водоснабдувањето. Од јавното предпријатие Водовод и канализација информираат дека е завршен проектот за реконструкција на водоводната линија на дел од булеварот Србија, со кој се надминува проблемот со водоснабдувањето во високите зони. Завршен е проектот на јавното предпријатие Водовод и канализација со кој ќе се надмине проблемот со водоснабдувањето во високите зони во општина Аеродром. Станува збор за реконструкцијата на водоводната линија на дел од водоводната цевка во делот на булеварот Србија во Киселавода, од енергосистем до предкружниот тек за влез во цементарница Усје АД Скопје во должина од 450 метри. Со поставувањето на оваа нова линија ќе се реши проблемот со водоснабдувањето во високата зона во аеродром и ќе се намали бројот на дефекти кои во минатото се појавуваа многу често на овој потек. Вкупната инвестиција изнесува 6 милиони денари кои ги инвестира јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, наведуваат од јавното предпријатие. Поради преповрзување од страната на новата мрежа која постепено ќе се става во функција, од јавното предпријатие информираат дека в понеделник на 12 ноември без вода за пиење од 9 часот до завршување на активностите ќе бидат корисниците од населбите Аеродром и Новолисиче висока зона, стамбените објекти над 5 кат, Припор, Сопиште, Ракотинци и Добридол. Кај дел од корисниците од Киселавода можно е да има намален
притисок додека траат активностите. Општина Киселавода очекува до крајот на годината да се реши проблемот со корисниците на Центарот за зависници и тие да се дислоцираат. Градоначалникот на денешната пресконференција по повод отчетот за сработеното во првата година од мандатот повеќе внимание посвети на плановите за следната година и најави што се планира да реализира во општината. Градоначалникот на општина Киселавода Филип Темелковски на денешната пресконференција најави дека до крајот на годината се очекува да се реши проблемот со корисниците на Центарот за зависници и тие да се дислоцираат. Тој исто така најави дека општината планира да постави еден мобилен мирач на квалитетот на воздухот, како и додалување огревно дрво во вредност од 1 милион денари за социјално загрозени жители во општината. Тој посочи на заложбите за обезбедување подобри услови за најмладите во градинките, основните училишта, санација и асфалтирање на повеќе улици, реконструкција на детски игралишта, водоводна мрежа и чистење депонии, а најави повеќе проекти за реализација за наредната година, како изградба на атмосферска канализација во Пржино, 2 нови градинки и фекална канализација во Драчево. Поради одржување на 2 манифестации, Скопје на точак и атлетска трка 13 ноември, в недела на неколку улици во Скопје ќе се воведе привремен сообраќаен режим во различни периоди од денот. Град Скопје информира дека в недела во период од 12 до 12:30 часот, поради одржување на манифестацијата Скопје на точак 2018, ќе се воведе сообраќаен режим по сообраќајниците по кои ќе се одвива велосипедското дефиле. Возењето велосипед ќе се одвива по булеварот Илинден, од фонтаната Лотосов цвет до крстосницата со улицата Љубљанска, потоа по улицата Љубљанска и улицата Московска. Возењето понатаму продолжува по булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов, преку улицата Димитрije Чуповски и улицата 11 октомври, до крстосницата со булеварот Кочо Рацин. Караванот продолжува по булеварот Кочо Рацин, булеварот Крсте Петков Мисирков, кај трговскиот центар Мавровка продолжува по булеварот Гоце Делчев и завршува на булеварот Илинден кај фонтаната Лотосов цвет во градски парк. Овие улици ќе бидат користени околу 30 на минути и ќе бидат времено затворени кога ќе се движи караванот со исклучок на булеварот Илинден, кој на потегот од фонтаната до крстосницата со улицата Франклин Рузвелт ќе биде целосно затворена за сообраќај во период од 11:45 до 12:10. Во дадениот период автобусите кои ги обслужуваат линиите со број 8 и 15А ќе бидат пренасочени по булеварот Партизански одреди и улицата Франклин Рузвелт и понатаму продолжуваат по своите траси. Вториот настан в недела е одржувањето на атлетската трка 13 ноември, поради која ќе се затворат неколку сообраќајници во централното градско подрачје во период од 15 до 16 часот. Трката ќе се одвива по улицата Филип II Македонски, од хотелот Holiday Inn до крстосницата со улицата 11 октомври, по улиците 11 октомври и Димитрije Чуповски до крстосницата со улицата Даме Груев. Поради овој настан ќе има пренасочување на сите автобуски линии кои поминуваат на овој потек. Продолжува период на стабилно време со појава на утринска магла по одделни котлини. Дневните температури ќе се задржат над просекот за овој период од годината. Во Скопје утре температурата ќе достигне 16 степени. В недела исто така 16 степени, понеделник 17 и вторник 16 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Јас ви благодарам на вниманието, а вие повеќе информации може да најдете на нашата веб страна matama.mk и следете на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!